сме во топ тема на ваша страна, како што веќе најави. Со мене во студиото е првиот лидер на ВМРО ДПМН, а сега лидер на ВМРО Народна, Лјупчо Ѓоргиевски. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Она што се случуваше до пред малку и зашто информиравме пред речиси половина час, беше дека заврши комисијата за уставни прашања и е поддржано дека ќе оди процедурата понатаму на пленарна седница на парламентот во понеделник со 10 гласови за. Меѓутоа сите 7 пратеници што се членови на уставната комисија од ВМРО ДПМН гласа против. Ќе видиме дали ќе се донесе воопшто одлука за пристапување кон измените на уставот. Господине Ѓоргиевски, се наоѓаме пред една многу сложена ситуација, неколку дена, не 2-3 делат од пленарната седница. Сметате ли дека со ваква поставеност на ВМРО ДПМН, со денешното изјаснување против на пратениците, но со еден говор, еве да речеме, на Панчо Минов, кој не е член, меѓутоа е пратеник на ВМРО ДПМН, кој кажа дека можеби ако се побараат одредени измени во однос на употребата на името за внатрешна употреба и слично и во меѓународните институции, дека може и нешто ќе се случи. Дали е воопшто можен некаков пресврт според вас? Па гледате, јас сакам да верувам дека е можен пресврт. Тука имаме една ситуација кај што мислам дека никој многу малку се луѓето што имаат баш на изворно најдоверливи информации што се случува во овој момент. И сега останува да нагаѓаме. Ако го слушате таборот на СДСМ, имате чувство дека е готово, дека една серија, една група на пратеници се спремни да ги дури 25 според Заев, колку е тоа реално. Така е сега. Од друга страна, кога ги слушате пак овие таборот на ВМРО ДПМН, имате чувство дека тие немаат намера ништо да поместат. Така што нам ни преостанува само да дочекам идната недела, затоа што мислам дека веќе понеделник, максимум среда, веќе се треба да се знае. Зависи каква дискусија ќе се отвори нели во парламентот. А јас можам да ви го кажам само моето мислење. Јас посакувам навистина да се најде заеднички јазик меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН и да се влезе во она уставна промена и решавање на проблемот на договорот со Грција. Јас сум поборник на таа група која нели повика да се гласа на референдум и покрај тоа што порано сум имал разни ставови по прашањето на референдумот и ми е жал што нели сепак и покрај тоа што излегува еден голем број на граѓани, сепак не беше доволно за да и формално се прогласи формален успех. Меѓутоа, факт е дека кога го гледаме резултатот од референдумот, гледаме дека има една голема група на граѓани кои се излезени и кои го поддржуваат овој проект. И јас лично сум уведен дека за Република Македонија ќе биде многу подобро ако навистина се најде сила преку парламент да се реши проблемот, отколку сега да влеземе во нов изборен циклус. Во нов изборен циклус, токму најавата за избори, така оптимистична од страна на Заев, а прифатена од страна на Мицковски, како да ги дозакопа и двете партии во своите ровови, и ова што велите вие е пожелно да седнат и да најдат решение, го направи уште по неизвестно и неможно. Колку е реално дека едната или другата страна ќе остварат мнозинство, навистина според мене е многу неизвестно. И колку всушност овој повик само ја усложни и онака заплетканата политичка ситуација и можем да кажам криза во Македонија? Па, одењето на избори, јас не сум сигурен дека ќе донесе решение на проблемот заради кој одиме во избори, нели? Се сомневам дека 2/3 од едната и од другата страна ќе биде возможно да се направи и покрај тоа што, да речеме, може едната страна да обезбеди малку поголемо мнозинство за формирање влада, меѓутоа повторно нема да биде доволно за постигнување, претпоставувам, на овој договор. Тука има еден дополнителен проблем кој јас се плашам дека ќе настане ако се оди на избори, а тоа е мојот страв дека на тие избори главната тема ќе биде кој е за договорот со Грција, кој е против договорот за Грција. Значи, практично на некој начин ќе ни се повтори дискусијата од референдумот и тоа го претпоставувам затоа што гледам дека очигледно едната страна, во конкретно нели ВМРО ДПМН има
веќе јавната на таа карта на популизмот и најверојатно нивните аналитичари кажуваат дека се уште има доволно број на граѓани во Република Македонија кои емотивно го доживуваат проблемот и се внесени на еден подруг начин во целата ситуација. И токму тоа е најголемиот страф, дека ние ќе имаме нови 45 дена кај што ќе слушаме и ќе дискутираме само за прашањето кој е за договорот со Грција, кој е против договорот со Грција. И на крајот ние повторно можеме да дојдеме како Македонија. Не зборувам сега, абстенирам од прашањето кој ќе биде победник. Повторно можеме да само да го заутврдиме нашиот момент на ќорсокак и практично ќе испадне она за што се отвори целото прашање, тоа е да одиме во Изворно-Атлантскиот процес, не само што да ги отвориме вратите, туку има опасност и да го дозакопаме и на крај краишта и веќе меѓународната заедница и да крене раце од нас. Очигледно, ако никој не постигне, мислам, ако не се постигне од сегашната власт во третинско мнозинство, тоа сценарио што би се случило и дека не би имала идни на земјата во евроатлантскиот процес. Па гледайте, за мене сценариото горе-доле веќе и видливо. Например, ВМРО-ДПМН најверојатно ќе успее да состави парламентарна група кај што дори сега, ако се сомневаме дали има 8 или 10 пратеника кои се спремни да гласаат, во тој нов состав најверојатно сите ќе бидат избрани по некоја селекција. Тие нема да бидат на листата. Сите да бидат сврсти. А најверојатно во реториката за изборите ќе биде повторна една жестока реторика. Кидат на националната карта. Националната карта до крај, која што пак нема да им остави простор утре да гласаат за истиот тој договор. И тука е исто проблемот со претседателот на Република Македонија кој знаеме дека еднаш него даде мандатот и најверојатно може да се случи повторно само да ја пролонгира целата оваа ситуација со недавање на мандат. И не сум баш сигурен дека ние ќе имаме посакувана ситуација, односно онаа ситуација која сака меѓународната заедница да ја види Македонија представена во едно ново светло. Значи, многу е тешко човек навистина да даде еден памет, меѓутоа сметам дека изборите за да дојдеме до ова решение ќе биде потешкиот пат, отколку да се направат дополнителни напори оваа недела. Може би треба и од СДСМ во своја страна да направи некој напор на директни разговори, да види кои се тие работи што ги задоволува ВМРО-ДПМН, за да исто така дадат простор на своите пратеници. Тие не треба многу повеќе да направат, да им дадат слободен избор. Она што е сепак, дали сметате дека СДСМ да изгуби многу време, не правејќи ги тие директни разговори и пред референдумот, правејќи ги веднаш по подпишувањето на Преспанскиот договор. Значи, многу работи тука се, според мене, испуштени. Ова ни се случува во 5 до 12, кога роковите веќе се сосема испланирани, а СДСМ нема време да ја оствари целта. Политичкиот диалог е задоцнет, според мене. Да, тука и јас се сложам, јас уште кога почнаа преговорите со Грција имав една-две интервенции кај што кажав дека сметам дека не на најправилен начин се водат преговорите со Грција. Ќе потсетам дека во еден момент интервенирав кога кажав дека е голема грешка на македонската дипломатија што воопшто дозволија да се прават директни разговори за името кога имав една прекрасна ситуација, а тоа е преговарачот Нимиц секогаш бил посредникот кој ги давал предлозите. Одеднаш тој беше ставен на страна и почна директни преговори во кои сметам дека малку изгубивме. Меѓутоа имам и јас доста резерви према некои делови од самиот договор. Меѓутоа на крај краишта во еден момент се случи сите бевме ставени во една позиција на средината на работите и сега требаше да си јаснуваме дали сме на едната или на другата страна. И кога е веќе така, сепак ова е патот кој сметам побрзо води до евроатлантската интеграција. Факт е дека, според мене, најдоброто решение беше ВМРО-ДПМН и СДСМ да седнат и да договорат и без референдум, затоа што референдумот, да ги оставиме резултатите на страна, го подели македонското општество многу жестоко. Значи, знам стотици примери кај што пријатели се скара, роднини се скара,
не знам. Да, прашањето е сепак ова не е политичко прашање, ова е како што реков емотивно прашање. Беше прашање кое се издигна малку повисоко од обична изборна кампања. Дори сметам на изборите луѓето се и навикнаа некако одат на избор, едни се за СДСМ, едни за ДПМН. Не, ова може да е некој за СДСМ, да е против промена на името или да е за ВМРО ДПМН, ама да сака влез во НАТО ова на еден посериозен начин ги судри луѓето непотребно. Меѓутоа, сега пак го поставам прашањето од другата страна, пак ВМРО ДПМН факт е дека не покажа желба и спремност да разговара и најверојатно тука на СДСМ им беше тоа последна шанса преку референдум да направат дополнителен притисок. Се сеќавате на Ѓорги Иванов како председател колку блокади исто така направи у целата оваа ситуација. Така што најверојатно тоа беше исто така некој очајнички чекор на СДСМ со референдумот. Од кој што се задоволни двете страни, едните велат дека успешен, другите неуспешен. Пред да продолжиме и за самиот договор и за референдумот, имаме вклучување од ВМРО ДПМН каде што заседава извршниот комитет и само да кажам дека пред да почне најавата беше дека тие ќе разговараат околу организацијата на изборите, организацијата на Републичкиот изборен штаб, општинските комитети како е на терен. Кристијан, дали тоа се случува, што е темата на разговори внатре во партијата и дали некој даде изјава? Така, Лупевска, веќе во палатата на ВМРО ДПМН пристигнаа повеќе партиски функционери, меѓу кои Тони Михајловски, поранешниот министер за одбрана Коњановски и други видни истакнати членови на ВМРО ДПМН. Единствен кој што беше расположен да ни даде изјава е поранешниот министер за финансии Трајко Славевски, па предлагам во овој момент да ја чуеме неговата изјава и неговите ставови околу тоа зашто вечерва конкретно ќе разговара извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ова се состаноци на кои што ние на самиот состанок го дефинираме дневниот ред, но најверојатно ќе има две прашања поврзани со воорените парламентарни избори. Кога ќе се одржат? Дали да се на 25 ноември, 2 декември, 9 декември, напролет и така натаму. Првото прашање е подготовка на партиската инфраструктура, што е започната, како што е информирана јавноста, а второто е подготовка на програмата иновативна со која што ВМРО ДПМН ќе настапи на воорените парламентарни избори, макар и тие да се одржат за месец и пол од овој момент. Ние сме во завршна фаза на подготовката на програмата, има многу новини. Приоритет повторно е економскиот раст, мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Зборувате со сигурност дека дефинитивно ќе има избори? Нема да се зборуваат уставните измени? Ние се подготвуваме за избори, уставните измени се апсолвирани. Претендентите на ВМРО ДПМН нема да ги гласаат уставните измени. Дали има партиски став во поглед на претендентите, доколку некој од нив се одлучи да гласа по собствено уверување, дали би имало некаков заклучок за реперкусии доколку дојде до тоа? Не можам да одговорам на такво прашање сега, да видиме ќе бидете известени, да. Доколку власта не ги исполни овие услови што вие ги побарате за обвинителство, за анкетна комисија и за она, дали ќе прифатите да одите на избори или ќе ги бойкотирате? Да почекаме до вторник, да ги видиме условите како што е навестено. Благодарам. Кристијан Мисковски попладнево демантираше дека ќе бидат разрешени од извршниот Рангелова и Митко Јанчев. Тоа го демантираше. Дали тие дојдоа на извршниот воопшто? И гледам дека Славевски не сака да одговори на прашањето дали ќе има реперкусии по пратениците кои би се изјасниле спротивно од ставот на партијата. Кажа дека тоа прашање е абсолвирано, дали воопшто има некаква назнака дека за ова може воопшто да се разговара, затоа што Панчо Минов денеска за време на Комисијата за уставни прашања даде еден предлог во однос на тоа дека би можеле да се согласат на уставни измени ако се направат некакви поместувања во договорот. Така, Лупевска, нешто порано пред почеток на извршениот комитет во Белата палата на ВМРО ДПМН пристигна Данев и пратеничката Рангелова. Тие имале најверојатно и одвоени или порани разговори со председателот Мицковски. Се очекува и пристигнување на подпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев, кој што се надеваме дека ќе даде изјава за новинарите, меѓутоа се уште ова се непотврдени, не е официјални информации од
актуелната состојба. Доколку успееме да го добиеме од претседателот Митко Јанчев, секако дека ќе му ги поставиме овие конкретни прашања за понатамошното делување на дел од пратениците на ВМРО-ДПМН во собранието. Инаку, како што можете да чуете од изјавата на Трајко Славевски, за сега партијата нели ќе се фокусира на подготовка на изборната програма, а се останато што е во делот на уставните измени и постапувањето по истите немаат конкретен став, односно по завршувањето на извршниот комитет можеби ќе добиеме повеќе информации. Затоа во некое следно вклучување во содржините на Телма можеби ќе имаме нови детали. Дали имаш некои дополнителни прашања? Благодарам, тоа беше Христијан Мицковски од председиштето на ВМРО-ДПМН. Гледате, ВМРО некако се упорни дека одат на избори. Да, јас тоа го забележав. Морам да ве вратам повторно на сетот на овие прашања. Ако се оди на избори, Мицковски очигледно смета дека ќе оствари предност. Веќе рековме дека ќе се игра на таа национална карта на единствениот заштитник на името на Македонија, она што го правеа и претходно по прашањето на референдумот. Меѓутоа, тие практично и се налепија на оној бојкот што претходно го има неколку помали партии. Меѓутоа, Мицковски може да биде и своевиден феномен со 2% личен рейтинг, кој што го покажа анкетите, со лидерство на партијата од, не знам дали точно има и една година, тој оди на избори со амбиција да стане премиер на Македонија. Со оглед на вашето политичко искуство, колку ова може да биде вратоломија на Мицковски или реалност? Гледайте, јас прво морам да изразам едно големо жалење што сегашното ВМРО-ДПМН, за жал во поглед на својата идеологија, не знам во поглед на личните односи, ја се слушал од сите страни дека новиот претседател Мицковски си има доста скарано со стариот претседател Никола Груевски. Не знам колку е тоа точно, меѓутоа тоа се зборувањата и доста се имаат за различни теми расправено. Меѓутоа политиката за жал ние гледаме идентичната политика што претходното раководство на ВМРО-ДПМН не спроведуваше во минатите 11 години, кај што вие знаете проблемот со името, ако беше на 3-та степен, го дигнаа на 10-та степен, ја измислија антиквизацијата, измислија еден куп други глупости, еден квази национализам кој едноставно човек не може да му се начуди од кај го извадија, од кај го измислија. Сега гледам дека за жал ова раководство на некој начин продолжува да ја копира таа политика. Наверојатно сметаа дека тој им е успешен дел од идеолошката приказна и покрај тоа што за мене лично сметам дека тоа е во основа квази патриотизам. Јас патриотизмот на Република Македонија и на македонскиот народ не го гледам на тој начин, меѓутоа за жал имаме различни мислења по тоа прашање. И мене ми е жал што по прашањето воопшто реториката што ја слушав во поглед на референдумот и се плашам дека ќе продолжи во контекст ако има избори, слушаме на реторика која како проблемот со името да не е и нивен проблем. Како проблемот со името да го измислил СДСМ или не знам, еве ние политичарите од постарата генерација да речеме, како некој во Македонија да не сака да се реши на најидеален начин проблемот со името и што е најважно како за проблемот со името прв пат да слушаме сега, а не да се занимаваме 30 години со тој проблем во разни генерации на политичари, со разни влади, со сите своји можности и обиди да го решат проблемот. Значи, тие на проблемот на името пристапуваат само од едни лукративни причини. Значи, тие осетиле дека има доволна база на граѓани на Република Македонија кои емотивно го доживуваат проблемот, длабоко го се врзани со тој проблем и едноставно јаваат на таа карта. Тука, она што го гледам, нема размислување за ден потоа, не се размислува за тоа што ќе се прави ако евентуално сега тие дојдат на власт утре, што со тој проблем. Значи, имаат намера. Прво тука илузија е некој да мисли дека некој ќе го смени тој договор веќе. Илузија е дека некој ќе прифати ние да одиме понатаму со името Република Македонија. Значи, единствено што може да биде е овој истиот договор да се чека некоја нова влада која ќе го потпише. И сега, значи, практично се оди со прашање дали во Грција ќе се најде некој што ќе го Да поддржи не зборуваме дека и во Грција може да се комплицира точно ситуацијата како што гледаме таму. И сега ние, значи, не ја гледаме и нината на Македонија, го гледаме само партискиот интерес. Морам да кажам дека сега не сакам да зборувам само против ова ВМРО-ДПМН.
И СДСМ имал во својата историја такви моменти кај што го гледале само партискиот интерес, не го гледале државниот. Најкарактеристичен беше кризата 2001 година. Да, ќе ве вратам со прашање за тоа. Да, она што да го спомнам во тој контекст. Меѓутоа сега го гледаме ова ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа еве вие спомнавте и 2001 година и во вашата политичка кариера како премиер сте имале несогласување со меѓународната заедница. 2001 беше таков момент. ВМРО ДПМНЕ и се случи кога почна бомбите и потоа да ги заостри односите со дури една Германија, што била традиционален партнер, па имаше соопштение во кое што се критикуваше односот на германската амбасадорка и слично. Вие сами рековте кон што ќе води па дури и да дојде ВМРО ДПМНЕ власт или кон што оди ВМРО ДПМНЕ, лепејќи се всушност на една политика на бојкот што ја промовираа ултрадесни партии, од која што време чинам дека ВМРО ДПМНЕ одамна излезе. Ако во 90-тите се основиваше како партија која беше десничарска, национална, зачувување на националните интереси, дури и во времето на основањето на државата и транзицијата се покажа доблест и државнички однос на оваа партија. Ама сега, значи вака сега. Јас сум го имал епитетот на националист во многу долг период и за многу долги конкретни ситуации. И да, не можам да не направаме на дистанца на проблемите. Значи имаме проблеми и проблеми. Значи точно е 90-та година, кога ја правевме самостојна Македонија, кога требаше да се распадне Југославија, дека сум го земал епитетот националист. Меѓутоа, нели, и тој епитет е кога правите држава. Сега овие во Каталонија исто се националисти, нели така? Сега, 2001 година Македонија беше нападната со војска, со оружје, со и вие имавте тогаш, ги следевте настаните активно, значи имате конкретен напад. Што треба да се биде ако не националист, ако сакате да одбраните? Меѓутоа како ви се рефлектираше тоа неусогласување со меѓународната заедница? Како се рефлектира на еден лидер, на еден премиер или лидер на партија, ако не се послушаат инструкциите дадени од меѓународната заедница, од кои очигледно не може да се избегне? Во случајот дојдоа и Меркел да разговара со Мицковски и други. Видете, апсолутно меѓународната заедница дека не е баш мека во поглед дори и кога е крива, а не па кога е и права, да речеме. Делам кога е крива, затоа што апсолутно сметам дека 2001 година меѓународната заедница водеше неправедна политика на односот на Република Македонија. И ќе кажам, и во книгата нели се малку навраќам на тоа, ќе кажем неколку црти зошто. Затоа што Македонија претходно имаше добра мултиетнички односи во Република Македонија, кои беа пофалувани и коментирани широко во меѓународната заедница, визави Милошевиќ, нели, во Србија. Затоа што Македонија даде огромна помош на НАТО операцијата 2000 година, 2001, како беше во кризата на НАТО, бомбардирањето на соседна Србија, и нели, сите процеси на Косово, затоа што Македонија направи огромен напор да приме на својата територија меѓу 300 и 400.000 бегалци и конечно затоа што имавме специјални гаранции од НАТО дека границите на Република Македонија ќе бидат безбедни. Сега, не сакам да навлегувам во други детали. Кога имате ли специјални гаранции од НАТО дека вашите граници ќе бидат безбедни, а вие гледате дека од тие НАТО граници од Косово влегуваат терористи, значи имате право да бидете навистина незадоволни на таа непринципиелна политика. Колку ве чинеше тоа политичка кариера? Почелено не чинеше во една кампања, нели, што паднавме 2002 година, на познатиот 15 септември. Вие се сеќавате дека тогаш, нели, Сорос, фондацијата со многу други, нели, невладини организации водеа една специјална војна против владата на Република Македонија. Многу пожестоко, мислам, од таа што беше сега во последната година на која се жареше. И можем да кажем, за жал, ако последниот пат имаше и некакво истерување на правда, нели, со бомбите и со сето ова, тогаш воопшто немаше никаква логика, затоа што имавте една влада која си ја бранеше својата држава и имавте една, нели, терористичка организација која буквално спроведуваше тероризам. Вие се навраќате на овие работи во книгата Мојата македонска приказна, каде одиш Македонија. И уште еден поглед на сите тие настани. И морам да ја кажам дека не сум попуштил во тие ставови. Оние ставови што сум ги кажувал и тогаш,
Да, ги имате се, очигледно ги имате се. Мала модификација, нели? Меѓутоа ќе ве навратам на тоа дека ВМРО-ДП не беше ставена во клинч и заради меѓународната заедница и заради војната, туку и се случуваше еден друг процес одвнатре. Во 2000 година, кога се обидоа да се случи, да падне владата на ВМРО-ДПМН заедно со Тупурковски, кој требаше да гласа заедно со СДСМ за тоа, а одвнатре дел од пратениците како фракција да истото тоа го направат и тогаш се случуваше разединување во партијата ВМРО Македонска, Змејковски и слично. И тогаш имаше случај кога на пратеници им се одеше пред куќите, издржуваа разни притисоци, протести и слично. Тоа никој не го анализира во Македонија. Јас навистина сметам дека земањето на 6 пратеника на ВМРО ДПМН пред кризата 2001 година наликуваше како на еден мини пуч, затоа што не бевме на власт, а некој ни купи пратеници. Морам да кажам дека сите тие 6 пратеника што тогаш го направија пучот во времето на господин Никола Груевски се вратија и тие се сега ВМРО-вци, јас одавна не сум нели ВМРО ДПМН и не желам за тоа, нели. Меѓутоа факт е дека тој процес беше тогаш започнат. Мислам, вие на една партија која е на власт да ја купите 6 пратеника, навистина беше со цел да падне владата, нели? Не можам да подвлечам паралела помеѓу тогашните случувања со пратениците и сегашните, затоа што мотивите и иднината на Македонија е сосема друга, меѓутоа е она што го спомнав во тој случај и сега се притисоците. Кога пратеникот се наоѓа под притисок, МВР вели и самиот министер дека во овој случај сега, дури и Хан рече дека се врши притисок на одредени пратеници кои пријавиле во МВР, од друга страна ВМРО-ДПМН вели дека нема притисоци на незините пратеници. Со оглед на тоа што сте биле лидер на оваа партија, мислите ли дека е реално и навистина можно пратениците да бидат заплашени од било кого, било да е уценети од власта сегашна за нивните кривични пријави или од внатре од партијата, за да не се изјаснат за уставни промени? Значи, апсолутно дека пратениците може да бидат заплашени или во најблага форма да бидат под притисок. Значи, при што тие може да бидат под најразличен притисок, нели тие може да бидат од обични граѓани кога шетаат на улица, може да бидат од комшии, може да бидат од роднини, пријатели и на крај нели може да бидат од нешто посериозно, од институции, од држава, од власт, од сопственото партиско раководство. Факт е дека тоа постои во македонската политика, мислам дека и пошироко постои, нели, кога треба да се гласа. Меѓутоа, она што јас толку не би алудирал на пратениците, значи, пратениците и не се во таква, може би се ставени во најтешка состојба ако треба сега индивидуално треба да се разговара за да го поддржа тој процес. Според мене, проблемот е што партијата ВМРО-ДПМН има елегантно решение во целата оваа ситуација, кој што имаше и претходно елегантно решение на самиот референдум. Јас тоа го кажав и јавно, меѓутоа не знам зашто не го разбраа. Значи, на референдумот елегантното решение беше многу јасно, да ги повикаат граѓаните да излезат на референдумот и да гласаат против. Нивното објаснување во тој момент беше дека како можеме да ги повикаме да гласаат против, значи ќе бидеме против НАТО. Тоа беше почетното објаснување. Меѓутоа, подоцна како што се развиваше реториката, нивната дискусија беше уште по анти-НАТО и по анти-Европската унија и за жал самите влегаа во еден кафез во кој не знам како ќе излезат еден ден. Сега имаат повторно елегантно решение. Едноставно треба само да донесат одлука да им дадат слободен избор на пратениците, без да имаат репрекусии, да гласаат како што сакаат. Ако им се даде слободен избор, значи ослободувањето треба да дојде од раководството на ВМРО-ДПМН, не од некоја друга страна. Во една таква ситуација мислам дека брзо ќе се дојде до решение, затоа што сметам дека има пратеници кои се свесни дека треба да се оди во тој правец, меѓутоа факт е дека и многу нив се уплашени. Сега не треба некој да му се закани, доволно е да размислува дали јас утре ќе бидам пак кандидиран за пратеник и веќе му е јасно дека политичката кариера може да му е завршена. Од друга страна и се критикува и можното пазарење на власта за нивни евентуални кривични пријави и амнестирање. Да, и влегуваат во една несимпатична ситуација, буквално да се чувствуваат како предавници.
Меѓутоа, јас повторно доаѓам до основното прашање. Зошто ВМРО ДПМН не може да го разбере толку јасниот момент дека овој проблем е и нивен? Не знам, еве. Ке го наследат, ако не го реши оваа влада, оваа влада, па ја они формираат влада. Што е работата што треба? Значи, што е сега јас? Значи, во самата изборна кампања они треба да веќе да разговараат со мигрантната заедница. Што ќе им кажуваат на мигрантната заедница? Не се секирајте, дајте ние еднаш да формираме влада, па после лесно ќе биде, ќе го решиме проблемот. Очигледно дека тоа прашање нема да го спомнуваат и ќе играат, сметаме, еве на националната карта, да ја видиме изјавата на Митко Јанчев, подпредседателот на ВМРО ДПМН, која даде привлегувањето на состанокот на извршниот комитет и режијата ќе ја замолам која ќе биде подготвена да ја пуштиме и оваа изјава. Продолжуваме понатаму со интервјуто. Разговаравме за самиот референдум и повторно ќе подвлечам дека вие укажавте дека референдумот е нешто што можеби не е толку потребно колку што е потребен политички договор. Меѓутоа веќе кога помине и кога секој различно го протолкува, едните дека е успешен, другите неуспешен, осам на предлогот за промени на уставот. Тоа го даде владата и постојат 4 основни точки според кои би се променил уставот, освен името Северна пред Македонија во целиот устав. Она што не е до крај јасно со овие точки и со кои што јас во минатата емисија, затоа што тогаш стигна сето ова, се обидов да го сватам, затоа што нема дебата по ова прашање, е например, во однос на точката за дали ќе се наведат наведувањето во преамбулата на важноста на АСНО. Значи ли тоа дека постоењето на македонската држава и пренагласувањето во преамбулата на сите документи на АСНО му кажува на фактот дека Република Македонија постои од АСНО па наваму, за да се направи една точна дистинција со историјата? Видите, Снежана, јас ги слушам сите овие критики во поглед на договорот. Или политичка независност на соседите, што значи? Значи, ќе го кажам моето мислење. Значи, вака, не е спорно дека ако требаше да се прави некој компромис со Грција и ако беше некаков идеален компромис, идеалниот компромис требаше да биде Северна Македонија само за меѓународна употреба. И мене ми е жал што ние како македонци, како политичари, како граѓани, како новинари, како не знам што се интелектуалци, ја испуштивме таа шанса затоа што таа шанса долги децении ни беше ставена на маса. Јас кога преговарав само за меѓународна употреба. Вие кажавте името Северна Македонија во 2012 година. Ама не само јас, и долги години после тоа, еве се вадат докази, хартии и документи, значи се преговарало само за меѓународна употреба. Сега, тоа е, знаете, ние некогаш од многу патриотизам и на крајот ја правиме најголемата штета. И тоа постојано се случува со сите патриоти. Еве, да не давам многу примери. Милошевиќ не беше српски, нели беше српски патриот? Ја мислам дека Милошевиќ беше српски патриот, голем патриот. Ама сите резултати што ги направи беа катастрофа за Србија на крајот. Така и до ден денеска сега влечат последици. И да не наведуваме многу други примери. И сега вака и ние од многу патриотизам, многу патриоти и ја испуштивме негде по пат шансата да биде само за меѓународна употреба. Сега дојдовме, значи тоа да биде и за внатрешна употреба. И тука е глобалниот проблем на овој договор. Јас лично сметам дека внатрешната употреба исто не е ништо катастрофално. Ако веќе на крај имате име Северна Македонија за меѓународна употреба, во одредени сфери да биде и за внатрешна употреба, затоа што едноставно тоа е повеќе техничко прашање, нели еве сега што зборува треба да се мени оваа установа, треба да се менува МАНУ, дали ќе се менува. Значи тоа се технички прашања, не се суштински. Јас одавна сум расчистил со сите оние што ги слушаме напади идеолошки на прашањата дали ова сега значи се оди со некои зборови геноцид на македонската историја, геноцид на македонската култура. Ама од тука ги подвлеков овие работи од точките кои се минуваат. Што би значило потврста гаранција на границата, ако пак се обезбедува од друга страна политичка независност на соседите? Според мене ништо не значи. Јас сметам дека некои членови се ставени вака за да има или пак што ќе значи за малцинствата, односно македонците кои живеат надвор. Ама сега еве го слушам и тоа нонстоп на критичарите на договор. Сега ќе се откажеме од малцинствата, сега ќе се откажеме од малцинствата. Ајде сега вака да го поставиме прашањето. Значи, ние се грижиме за малцинствата во
уставите на Македонија од комунистичка Југославија па до сега, нели сега нели треба тоа да се на некој начин појасно дефинира, односно да се каже тоа дека за целата диаспора важи се тоа. И со тоа што ние декларативно велиме дека ќе се грижиме за нашите малцинства, колку ги згриживме нашите малцинства, е тоа прашање да си го поставиме. Ништо не сме направиле. Значи, со тоа што пишува таму, дека се грижиме за нив, само си правиме проблем, им даваме храна на некои соседни држави, за да не притискаат и да едноставно да не стигнеме нигде. А од друга страна, јас ќе ви кажам, кога го направивме најголемиот прогрес, еве за македонците во Грција. Знаете ли кога? Во нашите 4 години, кога ги стопливме односите со Грција, кога имавме идеални добри односи со Грција, имаше, вие се сеќавате, посета на министри, на неделна комуникација, економска соработка, тогаш македонците почнаа масовно да си слушаат музика, да свират, да зборуваат, се ослободија на некој начин таа една пресија што постоеше претходно со децении во Грција према нив, токму во тие години, еве нека биде искрен некој што живее во тие краишта, нели, еве има голем здруженија кои доаѓаат и се присутни и во Македонија нив, не може да не потврдат дека во тие 4 години кога имавме ние добри односи со Грција, тогаш најголемото опуштање за нив се случи тоа. Сега, истата ќе биде приказна и сега. Што сега, не ми е јасно, сме се откажале, што е сега, тие не треба на тапани да чукаме за нашите македонци во соседните држави? Не треба. Ако ние утре влеземе во Европската Унија, сите сме во Европската Унија, тие се во Европската Унија, сите заеднички соработуваме, не треба пасоши, ќе минуваме граница, бизнис, па дори овие егејците кои се загрозени со некои имоти што ги спомнуваат цело време. Ајде наједноставно да размислуваме кога он ќе може побрзо да дојде до својот имот, кога ќе биде дел од Европската Унија или вака со кавга кога ќе се гледаме преку границата. Јас не знам зошто влегуваме во некои, како да кажам, просто толку за мене се тие толку шаблонизирани места што рационално не сакаме да ги размислиме. Вие споменавте едноставно прашање. Како ќе им помогнеме на нашите македонци во соседните држави, ако стоиме и така понатаму во наредните 15 години, или ако сите влеземе во Европската Унија? Прво, од економски интерес, утре нас никој нема да не погледне. Од економски интерес. Сите ќе бидат по 5 пати побогати од македонците во Македонија. Прашањето, ако имаме заострени односи со соседите, факт е дека и така не можеме да им помогнеме на малцинствата, кои што и онака државите со кои што имавме заладени односи не ги признаваат. Елементарното прашање е, еве до вчера и до денеска ние имаме во нашиот устав дека ги се грижиме за малцинствата. И што им помогнав? Ние сите заеднички да си одговориме од 45-та година до вчера или до утре, до понеделник, што им помогнавме ние на нашите малцинства? Очигледно прашање за размислување и кај вашите колеги политичари. Меѓутоа и сами откажавте дека во времето на вашата влада, кога вие бевте премиер, имаше поместување во односите со Грција и низ дискусии во интервјуа сте кажувале во неколку наврати до кај стигна преговорите и зашто не се случи. Зашто во ваше време? Тоа е, значи, прашање на секој поранешен премиер што го поставуваме. Не успеавте да го решите ова што денеска Заев го реши на овој или на оној начин. Не успеав да го решам затоа што тогаш СДСМ беше опозиција со едно друго раководство, нели? Вие се сеќавате, ние преговаравме 2-3 пати преговаравме со господинот Симитис за северна или горна, тие двете имиња беа ставени. Последен пат знам у Александр Палац беше тој разговор. Тие беа спремни да одат на тоа. И јас можам да кажам дека тандемот Симитис Папандреу беше првиот тандем кој беше спремен да оди храбро по ова прашање и сега се појави господинот Ципрас. Меѓувреме имаше премиери кои не беа баш толку расположени и гледам и сега има во опозицијата лидери кои не се баш толку. Веќе го критикува договорот и јасно е дека може да не го поддржи. Да разговараме, да гледаме дека на масата не сме само ние, треба да гледаме и од другата страна кој е противникот. Вие имавте
Потоа не останавте премиер, дојде Бучковски, со него сме разговарале во студиото, имаше среќа да разговара со Папандреу. Несреќата беше што почна криза во Грција и смената на Папандреу и немаше иднина правењето на некој поинаков договор. Пред да одиме со реклами, предлагам да ја видиме изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев. Лично моје очекување се да имам конструктивна дискусија, конструктивен извршен комитет кој ќе ви треба малку подолго за партијата да донесе компетен заклучок на извршен, што би го предложил на централен за понатамошните дејствија на самата партија со оглед на тоа што е ситуацијата во Република Македонија. На која тема конкретно? На тема веројатно избори, соработка и така. Тоа се моите очекувања. Што за исклучување ваши на одредени други личности од извршниот комитет на партијата? Па еве јас вака конкретно ќе кажам, мислам дека се само спекулации и што би кажал јас народно, од дома не би требало никој да ме исклучи. Да, делот... Дали се компактни претеничката група во одлуката да не се гласи за уставните измени? Тоа не можам да ви кажам, председателот имаше координација со претеничката група, веројатно ќе не соопшти сега, ќе не ја кажи каква е цела ситуација. Така да после извршен би имале покомплетни информации. Ова беше изјавата на Митко Јанчев, подпредседател на ВМРО ДПМН, кој ги демонтираше шпекулациите за негово исклучување, но еве за разлика од Трајко Славевски, тој некако поопширно најави што ќе се разговара на извршниот комитет, не ги спомнуваше само изборите, така што еве за мене барем остави дилема дека можеби ќе се разговара и за можноста и гласањето во понеделник на седницата на собранието за уставните промени. Одиме со реклами и продолжуваме со интервјуто со господинот Лјупчо Ѓоргиевски. Продолжуваме со интервјуто со господинот Ѓоргиевски. Ова што се случува вечерва во извршниот, ќе видиме каков ќе биде резултатот. Меѓутоа, вие во неколку наврати споменавте дека ВМРО ДПМН дури и да не направи влада, нема некоја иднина, политичка иднина, меѓународна иднина, интегративна иднина и слично. Ако остане ултра десничарска партија, можеби несвесно и без волја на пратениците и членството ќе се втурне во проруската варијанта или ќе се втурне во интеграција со ултрадесни партии како што беше она на Бачев која го промовираше бојкотот на која што се налепи. Гледате, јас до сега не можам да кажам дека за разлика од некои анализи што излегува во западните медиуми дека во Македонија се гласало антинато и проруски. Мислам дека сите ние што живееме во Македонија знаеме дека таква работа не постоеше на овие избори. Меѓутоа, сакале или не, ние сега практично овој наш момент се поколпува со едно од најжестоките моменти на сударот меѓу истокот и западот од времето на комунизмот. И ние, правејќи си ги нашите математики, не смееме да заборавиме дека сега сака и не сакајќи влеговме токму во таа битка меѓу големите сили, каде што западните земји сега не доживуваат како некои сомнителни, затоа што можеби во нас има нешто проруски, а пак русите пак тријат раци си прават математика дека исто тоа сме го направиле затоа што народот е проруски расположен. Осамнаа такви наслови во... Да, осамнаа такви наслови. Не, токму тоа велам. Такви наслови и анализи имаше во западните медиуми, иако ние сме свесни во Македонија дека тоа не е реалноста на судирот. Затоа велам, дури да не е свесна ВМРО очигледно дека оди кон тоа. Ама ние и несвесно можеме сега да влеземе во пресметката на Западот и Истокот, затоа што, сакале или не, Западот овде ќе се почувствува поразен. Русија ќе се почувствува како победник и сето тоа не може да нема импликации во меѓународната политика, ако веќе по сите шавови пукаат нивните односи, вие гледате, просто нема простор кај што веќе не ги заоструваат работите, ние да се најдеме токму на една од тие граници, каде што едноставно може да се почувствуваат силата на големите сили и нивната битка. Ние не смееме да заборавиме дека ледената војна, студената војна меѓу Советскиот сојуз и Западот не се водеше на територија на Советскиот сојуз и на територија на Америка, туку се возеше во Ел Салвадор, се возеше во Намибија, се водеше во Куба, се водеше во Гватемала, се водеше во половина африкански земји, се водеше во Авганистан.
Значи ние сме идеални, значи ние сме толку идеални утре кај нас да направи некој проблем. Прво сме мали, второ на никој било каква криза од поголеми размери нема да му нанесе проблеми постратешки. Значи идеални сме за одмерување на силата на големите сили. Сметам дека ние мораме тоа да го имаме во предвид и да не зборуваме пак регионалните односи. Тоа ми е следното прашање, ставено во регионален контекст, состојбата меѓу Косово и Србија, та мощната тензија што се случува. Од тука ме чуди една работа, господине Ѓорѓиевски, зошто не се превенира? Јас имам чувство дека Вучич и Тачи си имаат договорено за она што јас го нарекував трампа на територија на земја и на население, а они го викаат поелегантно корекција на граници. Да, вие го имавте тоа своевремено предложено. Да. Значи јас мислам дека они веќе го имаат тој договор, имам такво чувство, само што сега при сондирањето на теренот на Тачи му се појави опозиција, на Вучич му се појави опозиција и чекаат идеален момент кај што би го реализирале тој проект. Мислам дека се е договорено на тој план. Сега, ние како македонци, како граѓани на Македонија, како Македонија, како држава, па дори, да кажеме, и тие најпатриотите, толку и не разбираме што значи во моментот кога Косово и Србија ќе направат корекцијата на границите. Што значи таа корекција за нас како Македонија и од аспект на кршење на принципите, и од аспект на тоа што после ќе имаат едните и другите доволно простор да се занимаваат со Македонија. Тоа е само еден од проблемите на безбедносното поле на нашиот регион. Значи, најголемиот проблем е што сите ќе одат напред, ние ќе стоиме на исто место. Значи, Србија ќе оди во Европската унија, гледате, веќе ги затвара поглаве по поглаве. Утре Албанија тргна, Грција е таму, Бугарија е таму. Мислам, толку ли, не знам зашто, ние веќе влеговме во тој филм, дори гледаме едно антинато, некој создава антинато расположение, па се создава и антиевропска унија расположение. Мислам, зошто и гледаме процесите дека во Европската унија се создава еден процес на зацврснување на уште поголема и поголема интеграција. Само ние го гледаме процесот на Брекзит и сметаме дека е готова Европската унија се распаѓа, а не гледаме дека процесот што го тераат Германија и Франција е централизација максимална на Европската унија. Меѓутоа се случи во Македонија на улиците да излегуваат луѓе во 2018 година со анти-НАТО и антиевропска риторика. Се остави простор за такво нешто. Оставањето на простор за таквите сили влијаеше и на референдумот, и на прашањето на бојкот, и на ВМРО ДПМН. Мене ми е жал. Јас можам да ја кажам лично, ако некој настрада како политичар од НАТО, тоа сум јас. И во времето на кризата, ние никогаш не рековме дека треба да се откажеме од НАТО, и ден денеска сметам дека не треба да се откажеме од НАТО, токму заради таа генерална безбедност на Македонија. А најинтересни сме оние некои квази моралисти кои кажуваат какви неправди прави НАТО, не знам во кои држави во светот, како ние сега да сме тука третата суперсила во Европа или во светот. Толку ли не разбираме дека светот е тако, светот си ги тера своите интереси. Или ќе бидеш на масата, или на масата да разговараш за проблемите, или ќе те стават во центарот на масата ти да бидеш проблемот. Очигледно дека ВМРО ДПМН оди кон тоа со соопштението од сестринските народни партии кои пристигнуваат деновиве. Од друга страна, ќе ве подсетам, бидејќи директно не ми одговаревте на прашањето, дури и вие носевте консеквенции во 2001. Вас ви беше одземено правото на виза во Америка. Не само виза, имаше и многу други реперкусии. Некои политичари се уште се на црната листа од страна на американците. Допред некоја година има, освен во Македонија, не смеев да отворам сметка нигде било во светот. Дури како тест проба, да речеме. Да не зборуваме за многу други елементи, да не зборуваме за политичката изолација и сето тоа. Ова ве прашувам затоа што не гледам такво нешто сега кон политичарите кои што не се свесни за тоа дека меѓународната заедница има две работи. Или ќе ве отпише и ќе ве тргне од масата и ќе има реперкусии заради тоа, или ќе ве заборави. Ама сега не знам, за жал, во мигрантната политика има и многу школски примери. Сега јас не знам што да кажам, ако новото раководство на ДПМН не гледа како поминува старото раководство на ДПМН, не знам што понатаму да им кажам.
Меѓутоа, нели, некогаш се менуваат и методите на меѓународната политика, не мора секогаш да бидат нели, осветнички. Меѓутоа, најлошото што може да се случи е изолација на Македонија. Изолација на Македонија. И тоа значи едно такво назадување на нашата држава. Јас навистина не можам да се начудам, но оние антиевропски настроени говорници кои раскажуваат како Европската унија пропаѓа, како Европската унија, не знам што и се случува. Еве сега во овој момент ќе ви кажам, значи прво многу пати сум зборувал за фондовите кои ги користат земјите што влегува во Европската унија, Романија, Бугарија, Хрватска. Значи тоа се милиарди и милиарди долари што ги примаат во разни програми, субвенции за земјоделие, субвенции на фирми, субвенции на развој, на не знам, на конкурентност, на се и се што. Доволно е само да се отворат страните, веб страните, еве Романија, еве и не разбираме, Бугарија и Хрватска разбираме, нели така. Ќе видите какви се имаат огласи за да фирмите да се пријават. Еве, ќе ви кажам сега еден пример кој го сретнав пред 2 дена. Тука никој не го експлоатирал тоа. Во овој момент Европската унија работи на централизирање на пензискиот систем. Што значи тоа? Значи сега вака, вие работите 12 години во Македонија и се селите во Германија. И таму работите 3, после одите во Италија 4 години. Во овој момент вие нигде не можете да земете пензија, затоа што во Македонија мислам дека е 15 години минимум. Имаме стотици македонци кои работат по 4 месеца во Италија и не знам каде, берат грозје. Сега, од кога ќе се направи тој централизиран пензиски систем, што значи тоа? Ако работите 12 години во Македонија, тие ви се собираат. Па ќе идете, имате 3 години во Италија, тие ви се додаваат во тоа. Ќе идете 6 години во Германија, ви се додаваат во тоа и вие како граѓанин, како работник, утре добивате една збирна пензија од 6 држави ако сте поминале. А во денешната ситуација македонецот може да помине во сите тие 6 држави и од нигде да не земе пензија. Не е тоа мала работа за граѓанин. Меѓутоа оваа реторика е факт дека док ја слушавме само за време на кампањата на СДСМ, односно на коалицијата за Европска Македонија, факт е дека и договорот не беше доволно објаснен во медиумите, немаше и доволно јавни расправи, а веќе кажавме дека ВМРО ДПМН се однесуваше така како што се однесуваше без да навлегува во договор за кој што вели дека воопшто не учествувала во неговото креирање. Меѓутоа, она што хипотетички го поставувам како прашање, уште не е доцна до понеделник, има ли шанси, можеби да се направи една широка коалиција во која што би се решило заеднички прашањето на уставните промени и сите да ја понесат таа одговорност, онака како што пак ќе ве вратам во 2001 година и се направи широката коалиција во интерес на државата за да се спречи конфликтот. Ова е втора голема криза по тоа. Јас сум покажал дека како лидер сум имал капацитет да направам широка коалиција. И сметам дека и ова не е штета сега ако се влезе и ако се направи широка коалиција. Вие бевте тој што го подпишавте рамковниот договор, иако не знам колку верувавте во него во тоа време. Па не верувавме. Сега и ден денеска сметам дека си имате своји слабости, меѓутоа очигледно тој беше решение на една ситуација која има. Сметате ли дека такво нешто е можно и зошто не се одеше па кон тоа? Се извинувам, ми дадовте еден повод за патриотизам. Знаете што, малку патриотизмот ми е многу голема тема во македонските услови, затоа што го следам 35 години македонскиот патриотизам. Многу интересен моментот, што многу новинари и политичари, што 90-та година, и не 90, од 90 до 94-та, 5-та, 6-та, кога требаше да се прави самостојна и независна Македонија, кој беа... Морам да ве прекинем, од режијата ми јавува дека имаме проблеми со тонот во емисијава. Доколку е така, ќе ве вратам на прашањето за патриотизмот, откако ќе ви изгледаме фактографот во кој што се содржани сите потреси што ги имаше ВМРО ДПМН во својата историја, зборувам од независна Македонија, затоа што потреси имало и многу претходно во историјата на ВМРО ДПМН и излегувањето на партии и фракции од нејзе. ВМРО ДПМН повторно се соочува со внатрешни несогласувања за клучни партиски политики. По разрешувањето на заменик генералниот секретар Петар Богоевски се јавува нова можност за внатрешни промени на раководната структура. Поделби, па дури и расколи во историјата на ВМРО ДПМН се познати уште од самото основање во 1990 година.
Една година подосна се формира втората партија со презнак ВМРО, но со додавката Демократска партија, предводена од Владимир Голубовски. Причината за разидувањето со Георгиевски и останатите основачи беа обвинувањата за наводна соработка со тогашната служба за државна безбедност. ВМРО ДПМН подосно успева да ги консолидира своите редови и во 1998 за прв пат да формира политичка влада по независноста. Сепак партиската идила не трае долго. Едниот судир настанува неколку години откако Трајковски победува на председателските избори и потоа ги заладува односите со премиерот Георгиевски, во што има свој подржувачи како Доста Димовска, помилувана во 2003 година за аферата Големото уво. Димовска подосна формира и своја партија ДРУМ, заедно со Аце Миленковски, Ристо Тошев и Горан Рафаеловски. Вториот судир во ВМРО ДПМН доаѓа од самата нивна пратеничка група. Во 2000 година имаше неуспешен обид за рушење на владата на Георгиевски и формирање ново парламентарно мнозинство кое би го поддржало Бранко Црвенковски. Жртва на оваа пресметка е министерот за одбрана Љубен Пуновски, кој подосна е разрешен. Фракционерите од Вистинска, предводени од Борис Мековски, се враќаат во прегратките на ВМРО ДПМН во 2006 година. Тогаш партијата и се враќа на власт. Со внатрешните поделби се соочи и Никола Груевски. Најдраматични сцени имаше на фамозниот извршен комитет во хотелот Панорама, со закана и од оружје од незадоволните членови меѓу кои Георгиевски и Бошковски. Партискиот гранит на Груевски прв почна да го руши Маријан Ѓорчев, кој му беше единствен противник на партискиот конгрес во Охрид. Тој ја формира земјоделската партија, а меѓу гласноговорниците беше и актерот Тони Михајловски, подосна поддржувач и на Обединети за Македонија. Ѓорчев има голема улога и во помирувањето на десницата, со што во 2006 година ја укинува својата партија. Членството го враќа во ДПМН и станува градоначалник на Кисела Вода. Во тој период и ДРУМ се распушта за да направи трансфер назад во ДПМН. Груевски пловеше по мирни внатре-партиски води со крупното обединување на повеќе партии кои произлегува од ВМРО ДПМН, а со тоа ги стиши по големите критики за неговото авторитарно владење кои доаѓа од самата политичка десница. Второто големо помирување се случува во 2012 година. Најпрво Филип Петровски, по кратката авантура со неговата партија Демократска десница, се враќа во ВМРО ДПМН, за што е награден со повеќе директорски функции. Камбек прави и огромен дел од силната народна партија. Критичарите на Груевски по неуспешниот настап на изборите во 2012 година се нови негови силни поддржувачи. Александар Ѓорѓиев станува владин портпарол, Спиро Ристовски министер за труд и социјална политика, а позиции добиваат и Валентина Божиновска, Маријан Додовски, Караджовски, Паско Кузман, Весна Јановска и многу други. Големи главоболки на Груевски му задаваше брат Љубе, кој по враќањето од Хаг не добива поддршка за председателска кандидатура која оди во рацете на Ѓорѓи Иванов. Сепак бунтот на Бошковски завршува со неговото апсење на ден по изборите во 2011 година. Тоа ги мотивираше неговите блиски соработници како Наталија Ивчева да направат обид за згаснување на Обединети за Македонија и незино претопување во ВМРО ДПМН. До 2017 година, како фракционери, делуваат Јовеке Кеновски, кој никогаш не се врати во високите партиски кругови. Силно се позиционира и реформаторите, меѓу кои Александар Михајловски, Костадин Богданов, Петар Богоевски, кои сака да ја променат партијата внатрешно со барање за нов статут кој се уште не е усвоен. Делувањето на реформаторите лани предизвика разрешување на повеќе председатели на општинските комитети на партијата. Компромис се постигнат по Валандовскиот конгрес кога реформаторите не се противат на изборот на Мицковски за председател на ВМРО ДПМН, а дел од нив влегува во раководните органи. Мицковски се уште не се соочил со раскол со магнитуда на неговите противници, но постои голема можност за раздалечување во партијата. Едната струја бара таа да ја задржи прозападната ориентација и да преземе одговорност, додека пак другата го бойкотираше референдумот и се противи на Преспанскиот договор. Навраќајќи се низ времето, ве позитив на времињето 2001 и патриотизмот. Да, точно тоа ми беше зборот. Многу од новинарите и разни политичари кои во 90-те години беа на страна на Југославија против создавањето на самостојна Македонија. Истите тие после 2001 година кои беа против владата, кои се бореше против тероризмот и измислува приказни од типот дека тоа е договорена војна, гледам сега се носители на таа идеологија за патриотизмот, името не го даваме. Сега јас си размислувам што е работата, тоа е задоцен патриотизам кај некои луѓе во Република Македонија кои преспале толку значени моменти од оваа самостојување на Македонија и сега со доцнење палат или едноставно начин да се изблокира Македонија. Не можем да го сватам до крај тоа.
Добро, секој со своите интереси. Она што сакам да го напоменам е само еден фрагмент од оваа книга која што не ја прочитав, меѓутоа ќе биде сигурно материјал за историски факти пред се за новинарите, се односите со Бугарија и која предизвика така интересни дискусии, особено по вашето интервју во БГНС. Вие искритикувавте Бугарија кога се спомна името Северна Македонија, дека таа на некој начин почна да се вознемирува, велејќи дека тоа име кое всушност припаѓа на таа територија и слично, нагласувајќи што всушност и како всушност треба двете земји да се однесуваат во еднина. Па гледайте, јас не знам зашто македонски екстремни патриоти воопшто не го гледаат ставот на Бугарија за името Северна Македонија. Сега ќе тргнем од другата страна, иако критиката беше таму насочена према нив. Ви видовте дека серија на бугарски политичари реагираа дека не сакаат Северна Македонија, затоа што според нив тоа име имало некаков основ за идентитизам према нив. И сега што правиме со македонските патриоти кои не го сакаат тоа име Северна Македонија? Меѓутоа мојата теза во одговорот на тие некои бугарски политичари беше следново. Во основа, значи, ако вие сакате да гледате на името Македонија, како што грците гледаат дека има идентизам, тогаш и секоја додавка што ќе ја ставите на тоа име, исто ако некој екстремен националист може да ја даде, не знам какво значење. Даде контекст дека таму постои територија Северна Македонија. Во Бугарија го доживеа дека тоа е некакво, може да биде основ за идентизам. И сега, мојот одговор беше, чекајте сега, вие 25 години не реагирате на грчката политика за името на Македонија, сега одеднаш кога доаѓаме пред некакво решение, одеднаш сметате дека тоа ќе ви биде проблем. Дали е сето тоа за внатрешна употреба и за користење на мислам дека беше тоа во самата земја? Мислам дека тоа беше за внатрешна употреба и таму имаме слични работи како и кај нас и како сегде на Балканот. Има таму некаква исто кавга меѓу премиерот и председателот на државата и за жал избра на прашањето на Македонија да се докажуваат кој е поголем патриот. И понекогаш, за жал, сите балкански земји страдаме од таа иста приказна. Колку Македонија и со овој договор ќе изгуби од националниот идентитет, од историскиот континуитет и она што вие исто така пак го потенцирате е дека пак Бугарија од друга страна треба да ја надмине состојбата и да свати дека постои македонски народ со свој јазик. Снежана, значи, факт е дека нешто што ќе изгубиме во овој договор со Грција, и тоа не може сега да се подценува или да го минимизираме, тоа е многу јасно напишено, е дека ќе го изгубиме онаа приказна за античка Македонија. Меѓутоа, ќе го изгубиме како државна политика. Ќе го изгубиме, во учебниците нема да пишува, затоа што, извинете, значи, никој не ни праша па кога го стават тоа во учебниците. Така, кај не праша? Ако со која дискусија го ставија тоа во учебниците, дека ние потекнуваме од античка Македонија и одеднаш стана тоа државна политика. Предпоставам некако сака да си пишува индивидуално книги, никој нема да му ја забрани таа книга, нели? И понатаму ќе си пишува. Ако сака некој да се чувствува индивидуално, ќе продолжи да се пишува. Значи, факт е дека ако нешто губиме, е тој дел. Значи, нема тоа да биде државна политика. Значи, нема да правиме државни споменици на Аминта трети, на Пердика, и имаме едно десетина царави на кои немаме споменици. Меѓутоа има два договора, овој со Бугарија и овој со Грција, кои што се толкуваат како задирање во националниот интегритет на Македонија и историското наследство. Гледайте сега, значи, во поглед со Грција јасно е дека има делови кај што едноставно таа античка Македонија официјално, значи како државна политика веќе не треба да се зборува, туку ќе остане тоа на индивидуална тема. Во погледот со Бугарија, значи, сега јас сакам да кажам нешто повторно сакам да се истакнам. Ако се останеше на таа декларација тогаш која ние подпишавме и работите се развија нормално со Бугарија, ние денеска ниту ќе ја подпишувавме овој договор за пријателство и соработка, туку едноставно тоа ќе се биде еден лежерен однос. Јас, потоа и Бучковски, се обидовме чат пат да прославиме Свети Кирил и Методи заедно. Ве напаѓа дека сте напаѓа, јас знам дека и Бучковски беше нападнат и повторно влеговме во некој, како да кажем, повторно тој наш некој ирационален квази патриотизам. На крај крајшто, ако не сакаме ни рационално да ги разговараме темите. Свети Кирил и Методи, ако сакаме реално да разговараме, се грци, византици по својата политичка
и по своето дело се византици. Тие правеле нешто во корист на Византија. Ние сме нус производ, македонците, србите, бугарите, па до русите, сите што го земале нивното писмо, сме нус производ на политиката на Византија, што сакало во тој момент да християнизира еден дел од Европа. Меѓутоа, ако сега што практично негде и не знаеме што делиме, сега што македонците, бугарите ги делат Свети Кирил и Методија, во основа тие се луѓе кои спојувале. Треба тие да не спојат сите нас. Исто е приказната и со Илинденското восстание. Ние негде некои работи наистина мораме и да ги погледаме по-објективно. Значи, јас постојано го истакнувам примерите и некои луѓе не сакаат да го сватат. Како се вика организација? Илинденско, односно внатрешно македонско одринска организација. Кои се одринците? Одринците се денеска поделени меѓу Грција, Бугарија и Турција. Тоа е нели делот тамо на близината со турската граница. Значи, бугарите од Одринско се дел од заедничката организација. Гоце Делчев, како што дел во македонските чети, одел и бугарските чети во Одринско. И сега ние не сакаме она што викаме Илинденско-Преображенско восстание. Со иста одлука на восстание, со иста команда се крева восстанието во Крушево, ама се крева таму и на Петрова нива, кај што слават бугарите. Значи, иста е командата. И сега, што не е толку очевидни факти од историјата, нешто измислуваме, се правиме тука, не сакаме да признаеме. Мораме некои работи објективно да седнеме да ги разговараме. Очигледно дека малите народи сакаат да се фалат со многу голема историја. И тоа е синдром на сите балкански држави. Јас ви благодарам што бевте гостин од топ тема на ваша страна, само со кус одговор, со оглед на тоа што сте биле визионер за одредени прашања, од поделбата на размена на територии до тоа дека велевте Северна Македонија во 2012, каква е перспективата од понеделник натаму за оваа држава? Каде оди Македонија? Имате ли одговор на ова прашање во книгата? На дневната политика паѓам, на подолгата паѓам. Мене ми е жал, ако ние заглавиме со истата приказна што ја слушаме за референдумите и изборите, а после изборите ништо нема да решиме и ќе си останеме една, за жал, дупка во центарот на Балканот. Сите народи ќе не претркаат, сите ќе одат напред, а ние овде ќе си останеме со нашиот ирационален патриотизам. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Тилма за да ги видиме евентуално исходот од извршниот комитет на ВМРО ДПМН кој се одвива вечер во седиштето на партијата. Пријатна вечер.